Ајде да го отвориме дигитронот и да си играме множење и делење. Можеме со весела математика и некој да се бајле. Но да ја кажам. ВМРО ДПМНЕ пак ќе дојде на власт во 2024 година. И тоа со огромна победа над овие тачињава што се. Левица може да смета од 4 до 6 пратеника. Без разлика што се крева фама ќе зеле 8, 10, 15 пратеника, тоа мислам дека нема да се случи, но и 6 ако земат ќе бидат на коњ. Тоа е моje мислење. Не навивам за никого, освен што имам оправдана желба таче со бугарашите да заминат што побрзо од власта. Друго ме е зборот. Се надевам дека ВМРО ДПМНЕ ја научија лекцијата. Од минатото, мислам. Се надевам дека ја научиле. И многу е важно Мицкоски да достои на зборот да го исфрли дуи од игра. Важно е за сите нас, особено за македонците. Оти ако пак коалицира со нив, ќе станеме палестинци на сопственото тло. Второ, ВМРО ДПМНЕ, штом формира влада, мора веднаш да ги прекине сите преговори со бугарите за нашиот идентитет, да ја укине на историска комисија, ама буквално да ги прекине сите преговори. И јасно да им го покаже местото на сите бугарски агентури кои со години роварат во нашава држава на штета на македонците. Мора да го врата достоинството на македонците пред светот кој Заев Ковачевски и нивните го избербатија ко полски Кенев. Велат, готово било со промената на името. Јас велам, хартија трпи се. Со хартија, драги мои, и гзоци го бришеме. Остајте вие се тоа дипломати, сме дале збор, сме подпишале. Со на кого сме му дале збор? Со кого сме подпишале? Со поголеми курви од квинслинзиве кои го сменија името? Сме дале збор на лицемери, садисти и лопови. Не се важи бе тоа. Не се важи. И ова е уште една порака до Мицкоски и ВМРО. Мора да бидете одлучни по овие прашања ако сакате да го почнете владењето со ветер во грб. Паралелно, олеснете му на народов, животот на народот, максимално направете се да го врати своето достоинство преку стандардот, дајте му и да живее малку, ако сакате да пловите со камен околу вратот или кој што викаше будала на софрлено сидро, терајте ко бугарашиве на таче слободно, ќе ви се случи истото. Во тој случај немојте ни да доаѓате на власт, оти ќе се удавите побрзо отколку што и сте планирале. Ова мора прво да си го расчистите прво пред себе, не на божемски, на вистина, вистински стварно. Кажувам само што би требало да направите како најголема опозицијска партија која ќе се врати на власт, а другото е ваше. Само треба да знаете, а на овој народ му е доста од понижувања и лош живот. Туку да се вратам на квислинзиве од СДС, таче, тоа што тебе ти треба, не е вина још и цигане за 100 како што пееше таму у кафаната со Вучич, туку тебе ти треба психијатар и домашно воспитување. За првово не е доцна, за второво прошовост. Ти си веќе изградена и непоправлива. Затоа гласно прашувам, ало, тендерана, ќе дојдете да симнеме еден неподвижен човек 4 ката, а? Тебе те прашувам, таче, тебе и обиджуко, ти таче си добар у бицепсите, те гледам вака, ќе бидеш од корис прв пат у живот. А обиджуко исто може, не е мал селско дете, да го кренеме еден човек, комши има 80 години, ама тежок е за 190 висок. Оти треба да го носиме за нова северна лична карта, оти старата му е извадена пред само 2 години, а сега веќе не му важи, а мора сам нели да оди да вади нова, ама не може, пошто веќе не подвижен. Не може. Значи, мора северна карта лична да има, таква, за да зема пензија. И некој не може да земе пензија. Па затоа, ова не е лошо да дојдете да помогнете да окренеме. Абе, што направивте со личните карти и овие пасошеве, бе, коњи шталски, бе? Зошто, бе, ви требаше таа работа? Па уште од големата пензија да плаќаат за нова лична карта пензионери, бе? На комшива пасошот му важи до 2028 година, сега мора да вади нов и да се опрчи 50 евра. Уште колку има такви кој него држава? А, каде го има ова, бе? Дека идентитетот што го договоривме, нели, беше бетон, така, па мораме све сега да менуваме, лични карти ова, така? Бетон. А грците со прст не мрднаа, едни патокази не сменија. Уште сме за нив Скопја на патоказине, ретардирани едни. Ко сега со бугарите што се договарате, бе, изроди. Таче се на вака да ти кажам, барем организирајте одење по дома за неподвижни стари лица, за нови лични карти, барем тоа кога сте за се друго неспособни. И дојдете утре со обиджуко да го симнеме таткото на овој другаров 4 ката, па после и да го качиме. Да ви се качи притисок, да не ви се симне никад. Ајд гитла.
Непочитувани странски амбасадори и кале. Абе, шо не направивте во изминативе 30 години? Ние урнисавте земјата, бе. Која единствена со Словенија според Бадентер по распадот на Југославија исполнуваше услови да биде држава. Вашите интереси, вашата колонијална политика прво ја униште Југославија, по која сега немаме потреба да плачеме било некогаш. Ама кажувам факти, дека беше држава која многу пред Европската унија беше Европска унија. За потоа да ги признавате и форсирате државите кои беа фалични, како еден наш сосед, а за оваа држава да измислувате се разни услови спротивни на меѓународното право. Секако продолжеток на вашите политики од пред Првата светска војна, земјава да ја нема, народот и јазикот да не постојат, територијата да ја подарите на околните држави. Зошто? Затоа што се плашите од македонството. Се плашите од првиот и оригинален глобализаторски концепт кој признава и вери и нации иако се победени, ги прима и инклузира нивните обичаи и создавате една голема култура. Тоа е тоа. Се плашите од македонската култура, од македонското битие, од македонскиот јазик кој е меѓу најстарите во светот, затоа со примена на сила и тројански коњи го одземате и елиминирате. Ама јалнаш сте, бе, многу ќе се заебете. Па другари, дик, па преку дик. Или што би рекле ние македонците, мој па преку мој. Па, тука ни се качивте. Преку Стојко Вранковиќ од вас. Доста ни од вашето паламудење, сменете ова, сменете она, сменете ги гаќите, наопаку сте ги облекле, Европа бара ова, Европа бара она. Лап-лап-лап, 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 евро, стап. Не бара таа ништо, бе. Само купува време. А додека купува време ни инсталира 15% малцинство за апсолутен владетел на држава и создава трета албанска држава на Балкан. Може и четврта со она од Црна Гора, ама да не збориме за тоа. Дозволува да крадат, да корумпираат, да загадуваат, да ни ги продаваат интересите, јазикот, нацијата, народот, името, се за да се удоволи на плановите за снемување на оваа држава. Тие ве слушаат, а вие ги поддржувате во сите нецивилизацијски проекти кои ги спроведуваат кон овој домицилен и мнозински народ. Македонија е создадена за македонците, како што Србија е создадена за србите, Хрватска за хрватите, прочем и Албанија за албанците. И баш и Панко Брашнар во својот манифест за Асном напиша: ова е остварување на вековниот сон на македонскиот народ да има своја македонска држава, што беше нели во склоп на Југославија, но беше македонска. Да, не господа од Европа и калето, мој па преку мој. Ова што го направивте не можеше ни Опенхајмер да го создаде. Таткото на атомската бомба, ако некој не чу кој е Опенхајмер. Но опрам и на Опенхајмер што измисли атомската бомба. Вие создадовте атомска бомба на Балканот со невидена моќ. Толку не огнетовте како народ и култура со промена на името, со тргање на се македонско со помош на вашите квиснизи и толку не забивте во тесен простор што меѓу народот врие, гневот се собира во душата на секој македонец, но и на македонските граѓани и расте како атомско јадро со секоја неправда и криминал што ќе го направи дуи нивните партиски орди инсталирани во секоја пора од македонскиот живот. И неојте многу да јадете кромит. Драчевски кромит, тој крупниот Комадинава. Не се тие орди. Тоест, не се тие орди таму влезени демократски со конкурс, со оглас како најдобри, туку подмолно со наредба од партија, со секој тепач рекетар кој го гледаме на црните хроники секој ден и кој си оди дома неказнет, од земјава си заминуваат илјадници млади заради таквите.
Но, не господа од Европа и Кале, вие тоа го сакате, заедно со вашите слуги од СДС, чија обмилена класична композиција е лап 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 Евростап, Евростап, лап 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 лап. Сакате да ги избаркате македонците, да можете да насилите овде афганистанци, сирици, палестинци тука. Истите кои ги ојадивте и ги уништивте до коска со вашите политики, што им ги опустошивте државите. Тоа ви е вас големиот план. Која Европа, кој преговори, која членство, па на секој нормален од страна му јасно како бел ден дека вашата расипана политика никогаш нема да ги внесе Албанија и Македонија, а Србија само ако го признае Косово би можела нели да влезе. Бидејќи Русија, многу бе добро Русија, Русија како ве напучи, Путин како јако ве напучи, со анексијата нели на делови од Украина. Ама си го баравте, затоа што 30 години претходно дозволивте некои други да одзимаат територии на некои други држави на Балканот, да ги сецкаат, да ги делат. Тогаш ви беше тоа многу окей, многу забавно. Сакате вие држава, пошто сте наше милениче, еве ви држава. Ама чекај, таа е дел од некоја друга држава, правно, формално. Нема врска, еве ви држава. Ама Путин кој го напучи, ви дојде малку мука, почнавте вака да ги држите очите да не ви испаднат. Не бидете pussy lovers. Вие не сте pussy lovers, него не бидете чкци кои цвикаат од Русија и кажете отворено зошто Македонија и Албанија никогаш нема да бидат во Европската Унија? Не дај Боже, па Босна и Херцеговина. Ајде бе, кажете, нека ве слушнат вашите сојузници албанците, кажете им во очи зошто никогаш нема да влезат во ЕУ. Кажете им бе, ви текна, па затоа, за ова што ни го правите нас, само ќе ви го кажеме на овој начин. Нече мочи ове ночи. Кога гневот кај македонецот ќе дојде до коска, никој не гарантира што ќе се случи. И не драпајте многу мадина, не се фолирајте. Ова не е закана, ова е констатација, анализа. Анализа. А вие многу добро тоа го знаете, ама вие ги лажете, нели, вашите властодржци и наредбодавци. Велите се супер во Тачевските Потемкинови села. Сега ќе ја заебе опозицијата и пак ќе биде премиер, така вика. И ќе дорастури што има да се дорастури. Ама финти како тие со пасошите и личните карти имало и досега, па го јаделе невиен. Историски пробале дужина пати. Не ослепувале, не набивале на кол, пробале срби, грци, бугари, германци, пробале, да не стават под свое, ама тешко одело тоа. Мој, па преку мој. Не твој, мој. Кога ќе дојде до гуша, мој, некој ќе го јаде, мој. Така е кај македонците. Како беше на нашата позната песна, хит што беше шарала, сама си го барала. Ovo.